И така, след 3 години съдебна сага, делото срещу председателя на заличения в Битоля културен клуб Иван Михайлов е обявено за решение. Присъдата ще е ясна след 8 дни. Прокуратурата повдигна обвинение срещу председателя на заличения със задна дата културен клуб на българите в Битоля Любчо Георгиевски за разпространение на ксенофобия и омраза заради цитиране в социалните мрежи на Ванчо Михайлов. Ако съдът го осъди, нашият сънародник може да получи ефективна присъда, а именно затвор, заради цитиране на историческа личност. Тази седмица на последното преди съдебното решение заседание на съда в защита на нашия сънародник като свидетел беше разпитан бившият премиер на Република Северна Македония, тогава само Република Македония, Любчо Георгиевски, който е съименник на обвиняемия. Любчо Георгиевски беше премиер от 1998 до 2002 година в Скопие. Здравейте, господин Георгиевски. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Поздрав до вашите зрители. И да се надяваме дека моето сведочење вчера ќе му помогне на мојот именјак навистина да доби ослободителна пресуда, затоа што навистина сметам дека се работи за еден чисто политички процес. Мислам дека во последните 30 години дури немало толку чист политички процес во нашата држава. Кога се запознахте с Любчо Георгиевски, вашия съименник от Битоля? Кога разбрахте, че го съдят? Кога решихте да свидетелствате в негова подкрепа, господин Георгиевски? Гледайте, аз да кажем и покрай тоа што имаме исто име и презиме, и моето познанство со него настана дури кога и најверојатно имаме чуен еден за друг. Моето познанство директно лично настана кога разбрав дека сакаат да го судат за клубот Ванчо Михайлов и нели за целата негова активност практично што е тој клуб. А уште повеќе бев иритиран кога видов какви сведоци таму се повикуваат, како нели комплетно некомпетентни личности. Еден од тие беше самиот потпалувач на клубот Ламбе Лаваковски, што целиот случај го направи уште поирационален. И затоа му се јавив, му се обадив, му се понудив дека сакам да бидам сведок. Тој нормално прифати со големо задоволство и така се создаде тоа пријателство меѓу двајцата љупчовци. Инаку така, сметам дека неколку пати се одлагаше моето сведочење и сега на крајот се надевам дека... А защо се отлагаше? Защо се отлагаше разпитът пред съда, вашият разпит, като свидетел? Мислам дека најверојатно имаше некои политички калкулации. Доста долго траеше сето тоа. Меѓутоа морам да ви кажам дека вчера беше многу интересна дискусијата, траеше скоро час и половина, што е многу интересно и се чувствував како на предавање за историјата, некако не активно судење. Не знам, целиот процес е толку ирационален, толку неприфатлив од аспект на демократијата. Во Македонија во овие 30 години сме чуле се и се што, меѓутоа навистина сметам дека ова беше нешто преседан, навистина преседан и ќе биде навистина катастрофа за македонската демократија ако Љупчо биде осуден. Господин Георгиевски, казахте след заседанието на съда пред журналистите, че ако Любчо Георгиевски, вашия съименник от Битоля, бъде осъден, това означава и партията ВМРО ДПМНЕ да бъде заличена, тъй като вие сте създал тази партия преди толкова години. И нейното създаване е именно свързано с това, което е говорил и правил Ванчо Михайлов. Така ли е? Можете ли да разясните? Гледайте, јас сум основач на ВМРО ДПМНЕ со уште 5-6 луѓе и покрај тоа што таа моја улога е оспорена токму од ВМРО ДПМНЕ, односно почна тоа оспорување од претходникот Никола Груевски. Меѓутоа, јас велам, македонците се многу големи љубители на фалсификатите, така што ако може да фалсификуваат нешто што пред 30 години се случило,
како уште појасно ќе биде нешто што се случувало пред 80 или пред 130 години. Гледате што сакам да ви кажам. Ние кога ја основавме партијата 90-та година, значи, без сомнение во Македонија постоеше на идеја меѓу патриотските сили дека Ванчо Михајлов е символ за самостојна и независна Македонија. И ние на тој начин живеевме во тој дух. Не сите во Македонија, меѓутоа тие нели што сакаат да бидат македонски патриоти. Македонскиот патриотизам во тоа време се измерваше точно со таа димензија, нели? После сакам да ви кажам дека во самиот статут, во самиот устав на организацијата, ние свесно го ставивме моментот на континуитетот со конгресите на Ванчо Михајлов. Значи, трите конгреси кои се одржани во времето на Ванчо Михајлов се ставени во самиот статут, во самиот устав на ВМРО-ДПМНЕ и сега ќе биде парадоксално, ако го судат Ванчо Михајлов, ќе треба да ја забранат и ВМРО-ДПМНЕ. И трето што е можеби најважно, ние тоа што создадовме Унија на ветерани на ВМРО, значи во таа Унија на ветерани, во првата Унија на ветерани, можеше да биде некој само кој бил затваран и малтретиран од страна на југославскиот режим. И во таа Унија на ветерани беа 95% затварани по линијата на Ванчо Михајлов. Тоа беа хора, тоа беа луѓе наречени михајловисти. Тие беа наречени михајловисти сите. Јас ги знам и по имења, можам да ги кажам еден куп од нив. Многу од нив се сега за жал починати, нели? Тие беа стари луѓе тогаш доста. И просто сите имаат досија Ванчо Михајловисти, нели? И не само тие, и претходно тие што биле, нели, починати, јасно е дека самата удба на сите македонски патриоти, на сите борци за самостојна и независна Македонија ставаат горе на досието ВМ, Ванчо Михајловист. И сега, затоа и стравот може би за отварање на архивите. На архивите. Европа настојава за това. Да, точно е така. Ама тој и без Европа и без францускиот предлог, ние треба да си ги отвориме тие архиви, нели? За жал, многу тие архиви се и во Белград. Меѓутоа, мораме да кажеме дека 90% од борците за самостојна Македонија имаат досие за Ванчо Михајловисти. Тука е иронијата на македонската историја денеска. Практично, тие што се бореле за самостојна и независна Македонија, по втор пат ќе бидат судени во Македонија. Да, това е наистина голяма ирония на съдбата, но аз ви задавам не случайно този въпрос, защото вие казвате, ако се осъди Любчо Георгиевски, вашия съименник от Битоля, се осъжда и самия Ванчо Михайлов и при това положение трябва да бъде заличена ВМРО-ДПМНЕ. А ВМРО-ДПМНЕ е партията, оглавявана от сегашния премиер Мицкоски, който всъщност е най-яростният противник на всичко свързано с Ванчо Михайлов, доколкото мога да следя изказванията. И в тази връзка, не знам, права ли съм? Поправете ме, ако не съм права. Да, така е, нали? Прави сте за това, що гледайте, Никола Груевски предишният премиер на ДПМНЕ. Да, Никола Груевски, моят директен наследник, ја создаде антикризацијата. И да морам да кажам, беше многу внимателен за Ванчо Михайлов. Може би затоа што се уште се сеќаваше на духот кој јас сум го носел. Може би затоа што е штипјанин, па имаше некоја локална поврзаност. Той даже откри восъчна фигура Никола Груевски на Ванчо Михайлов в музея в Щип, нали? Така. Тоест, бивш премиер открива статуя на Ванчо Михайлов и Ванчо Михайлов е добра историческа личност, но следващия премиер от същата партия не признава това. Не признават, имаше много остар напад, практично кампањата за клубот Ванчо Михайлов ја почна ВМРО-ДПМНЕ. Јас исто морам да ја кажем, ако добро се сеќавам, мојот именјак Липши Георгиевски беше член во ВМРО-ДПМНЕ, кај ние беше член долги години. Така што сето тоа е еден комплетен парадокс кога денешното раководство на ВМРО-ДПМНЕ се обиде
да направи кампања од Ванчо Михајлов без да го знаат континуитетот на самото ВМРО ДПМНЕ. Произхода, казвате континуитета, произхода, но само да ви попитам, тъй като в момента показваме кадри от пожара в клуба Иван Михайлов в Битоля. Фашист ли е Ванчо Михайлов, така както го обрисуват властите в Скопие? Ванчо Михайлов самиот себе никогаш се нема декларирано за фашист. Ванчо Михайлов никогаш не ја прифаќал отворено или неотворено фашистичката диктатура, односно политика. Јас можам да ви кажам еден друг парадокс. Комунистичката партија на Југославија и на Македонија, режимот на Александар Караџорџевиќ во кралска Југославија исто го нарекваше монархофашистички режим. Денеска никој во Македонија диктатурата на Александар Караџорџевиќ не ја нарекува монархофашистичка, а етикетата фашисти, значи се однесува само на българските и еве како што гледаме на Ванчо Михайлов. Нещо повече, за Александър Караџорџевиќ има доста позитивни филми, които текат, нали така? Па не само тоа. Сега, оно што сакам да ја кажам и во контекст на општата историја со Българија. Додека ние тука дискутираме многу гласно, силно од страна на македонските патриоти дека не сакаме општа историја со Българија, ние во исто време имаме инсталирање на општа историја со Србија. И тоа, пазите, не општа историја од времето на Тито, каде што еве Македонија сепак имала некаква автономија, туку имаме вградување на општа историја со времето на Александар Караџорџевиќ, кој испоред македонската десница, испоред македонската левица е Југославија зандана на народите, темница на народите. Добре, а тези връзки между Скопие и Белград продължават ли и днес? Не само да продължават. Сакам да ви кажам дека ние веќе имаме таблирање на српски празници во Македонија. Во последната година имаме 5 такви празници. Имаме прослава на битката на Зебренјак, на битката на Брегалница, на битката на Кајмакчалан, на победата на Првата светска војна во Битола. Имаме пред 3 недели имаше прослава на тие, како го викаат, Валандовскиот покој, инаку тоа е Валандовско восстание, дигнато од страна на ВМРО против српскиот режим. Значи, и нито едно празнување на општата историја с Българија. Да, точно тоа сакам да ја кажам парадоксот. Ама тоа е парадоксот. Значи, ајде, легитимно е нешто, општо е прифатено од времето на Титова Југославија со србите да се слави. Не, ние славиме денеска директно настани од српската окупација на Македонија, кога името Македонија е заличено, Македонија се вика Стара и Јужна Србија, македонците се викаат Срби, српски јазик се учи, презимената за преземање, просто директна и брутална асимилација. Добре. И вие тоа денеска го славите во Македонија. Добре, накрая да ви попитам с 2 думи, ако можете да кажете, каква е според вас перспективата на Република Македонија за Европейския съюз и всъщност това дело, което върви срещу Любчо Георгиевски и чиято присъда се очаква идната седмица, какво показва? Показателно е за какво? Па гледайте сега, тоа се 2 различни процеси, а и еден е на некој начин, ако сакате да го земете. Гледайте, јас можам да ви кажам дека Македонија го губи своето време без некаква, не знам, ориентација. Ние изгубивме 11 години во расправата со Грција за името Северна Македонија. 2008 година Буш беше многу сериозен заинтересиран Македонија да влезе во НАТО. 11 години ги изгубивме на дискусијата со Грција. Од францускиот предлог, ако не се лажам, помина 2 или 3 години, исто така изгубени. Како што гледам, ова влада не гледам волја да пристапи кон решавање на проблемите, значи ќе изгубиме минимум уште 3 години и просто јас можам да ја кажам дека во моментот јас не гледам дека македонската политичка елита има идеја што сака со самата себе. Гледате, тука се заговара на антиевропска атмосфера, дека и да го решиме проблемот с Българија, дека нема да влеземе во Европска унија, меѓутоа
Пред 3 дена чувме дека Албанија најверојатно 2028 година ќе влезе, за Црна Гора исто 2028 година ќе влезе. Значи, Македонија ќе остане со Србија, Босна и Косово. Тоа е една многу жална картина, слика на перспективите на македонскиот народ. Добре, ще продължим да следим темата за Република Северна Македония и нейните европреговори, да видим дали ще се изпълни обещанието и предусловието, което е в преговорната рамка за членство в Европейския съюз, за вписване на българите в Конституцията. Много ви благодаря, господин Георгиевски, че гостувахте в предаването. Благодаря ви. Благодаря.